Планинарството е се повеќе популарно, а исклучително важно е движењето во планина да биде безбедно. Неретко младите ентузијасти и љубители на планината одлучуваат да превземат ризик на сопствена рака да заминат во планина и да уживаат во убавините и авантурите кои отворениот простор, прекрасните пејзажи и чистиот воздух може да ги понудат за секој поединец кој на момент ќе се одвои од урбаната средина каде секојдневните рутини го надвјесуваат и гушат. Но планината сама по себе е предизвик. Непозната средина исто толку непредвидлива колку и неодолива, велат познавачите. Катица Борисовска е председател на планинарско-спортско друштво Руен од Крива Паланка и во моментот е највозрасната дама планинарски водич во државата. Пензионерка е, но исклучително активна, со 63 години возраст, но младешки дух. Неодамна повторно се стекна со правото да ја положи веќе постоечката лиценца и да продолжи да ги презентира планинските убавини на Македонија за не само домашните, туку и за странските планинари. Имавме некои привремени лиценци, меѓутоа се испостави дека секои луѓе одат на планина и се представуваат како водичи и се случуваат некои несакани действија, се ги губат луѓе и така. Федерацијата пред неколку години донесе правилник и статут и влековме во таа асоциација на Балканска унија, каде што треба согласно со сите планинарски стандарди и норми, секој друштво да поседува барем 1 до 2 максимум лиценцирани водичи. Така да јас бев пред 5 години на обука и се стекнав со лиценца А и ми траеше сега до, мислам ми трае уште сега до 2017 година. Меѓутоа, за реобнова требаше да се додадат уште некои работи и да се потврдат тие лиценци, доколку се користени, доколку си водил групи, каде си водил, затоа што има луѓе што поседуваат, а никако не ги користат лиценците, не се активни едноставно. И така донесо одлука последниве години да кажеш колку акции си направил, колку луѓе си однел во планина, без не на планина и во други места и така. Така ова година јас се стекнав повторно да одам да ја обновам мојата лиценца. Во текст со сите најнови стандарди, новитети, GPS, лоцирање и движење, кондицијска подготвеност, Борисовска рече, и менталната цврстина, присебноста се дел од комплетната подготвеност за планинарење. Ова година одив со една бугарска екипа, одев на Татрите, на Високи Татри во Словачка и Полска, каде што се поминуваат 12 часа. И ако не си со водич или ако сама не знаеш како да се справуваш, тоа е многу тешка и напорна тура, што се спушташ 12 часа низ многу лош дел, стрмен и се оди со едноставно нашо кажане со ланци, да се држиш за ланцеви и да се спушташ, така да мислам дека не препорачувам на луѓе кои не им е познато да одат без некои поискусни и да имат некој кој да им го пренесе. Таа повика да не се оди во планина без стручна придружба за да се избегнат несакани ситуации. Инаку планинарско-спортско друштво Руен е членка на Комисијата за високогорство, благодарение на незините 5 искачени врвови над 5000 метри надморска височина. Арарат во Турција, Килиманџаро Африка, Елбрус во Русија, Качкар во Турција, Карпатите во Романија и Чешка и Високите Татри во Полска.